Македонската и косовската влада денеска ќе се сретнат во Приштина. Што ќе се зборува и зошто е оваа средба? Во продолжение зборуваме на оваа тема овој понеделник. Добро утро посакувам. Убава работна седмица. Добро утро, благодарам исто така. Убава работна седница, посакувам и јас. Значи, денешните вести некако ни се поврзани за премиерот Христијан Мицкоски. Тој денеска патува во Косово на меѓувладина средба. Протоколот нели најавува повеќе главни точки, но тоа што е најинтересно во целата ситуација е потпишување на договори од областа на енергетиката, рударството, енергетската криза која не престана, нели трае повеќе од речиси 3 години трае. Ова зимо според сите прогнози ќе биде многу студено, ќе има многу снег. Веќе има снег на планинските врвови, ќе има скијање ако ништо друго оваа година, но тоа ќе биде голем предизвик ќе биде за енергетскиот сектор, особено тоа што војната во Украина, нели во оваа фаза представува, значи Украина е нејзиниот енергетски систем е десеткуван, бидејќи е цел на нападите на руската авиација и руските крстаречки ракети. Само вчера, например, неколку града остана целосно или деломно без струја во Украина и во зимскиот период, нели кога ќе почне грејната сезона е веќе почната, но кога ќе почне до големо, нели до минусни температури, до минус 20 може да дојде во Украина, нели, и кога ќе нема друга опција, тие ќе мораат, нели, да земаат струја од своите западни соседи, со тоа што, нели, и оној вишок што и речиси да го нема во Европа од електрична енергија ќе биде потрошен на Украина и едноставно ќе не може да се земе струја од никаде и ќе мора сама да се произведува и Косово, нели, има многу јаглен. Предпоставуваме дека Македонија ќе може да увезе од Косово јаглен и на тој јаглен да произведуваме струја во нашите термоцентрали. Нормално, тоа е многу нееколошки, тоа ќе придонесе до загадувањето, но нема друг избор. Да, тоа ми беше следното прашање, всушност подпрашање на некој начин, дали тоа е вистинското решение со оглед на тоа што зборуваме за квалитетот на воздухот и минатата недела зборувавме. Не е вистинското решение, но нели, ние имаме голем проблем со загадувањето. Скопје конкретно нема да настрада тоа многу, но ќе настрада многу, нели, Битола, не знам, Тесне, Готино. Додуша таму е мазут, но сепак повторно е, нели, и тоа загадува многу. Осломеј, нели, рудникот таму веројатно ќе се копа многу така натака. Тоа се места кои што би требало, нели, да доживеат, да бидат под некаква нееколошка активност во овој период, но за жал тоа е од второстепено значење. Струјата е голем проблем и јас во таа призма гледам оваа посета на високо ниво на Христијан Мицкоски, кој ќе се сретне со косовскиот премиер Албин Курти и, нели, предвидено е потпишување на неколку меморандуми за соработка, неколку договори за заеднички проекти и така натака, кои се од второстепено значење. Велам, од првостепено значење е косовскиот јаглен кој треба да дојде во Македонија. Срген, денеска сакам да позборуваме малку и за унгарскиот заем. Поточно, стигнати сме до фазата каде што владата се договара и преговара со банките. До каде сме, како се развива унгарскиот заем, до кој пат е? Ние не знаеме точно како се одвиваат тие преговори, но премиерот Мицкоски вчера изјави дека тој вели преговорите се одвиваат во правилна насока, иако договор нема. Сега, нели, тој кредит од Унгарија е со 3,25%. Значи, тоа се пари кои што владата ќе ги намени за македонските компании, нели, кои имаат право да земат кредит. Рокот на отплата вчера беше објавен до 15 години, што е многу поволно.
И доколку би била таа каматна стапка од 3,25, тоа би значило една огромна помош за македонските предпријатија кои би можеле во овој кризен период, особено кога енергенсите се многу покачени пред електричната енергија, би можеле некако да го пребродат овој период, да имаат нови инвестиции, нови вработувања, да ги задржат старите вработени, тоа може би да покачат плати. Добро, би сакал и тоа да се случи. Сега, значи, тоа е тоа, но нормално комерцијалните банки во Македонија, тие се комерцијални банки и тие треба да заработат нешто. Тие велат, ние не можеме да дадеме со 3,25, ние мораме тие пари да ги оплодиме, односно тие треба да дадат некаква камата од која треба да заработат нешто, или пак трошоци за изготовка на кредитите, кои што ние сите ги плаќаме кога одиме во банка, така. И тогаш би се изгубила можеби и смислата на тој кредит, можеби тој не би бил толку поволен доколку не биде 3,25, туку биде 5,25 на 15 години. Тогаш тоа би можело да не биде баш толку добра мерка. И тука владата се обидува да ги натера банките да тие едноставно само го спроведат тој кредит без надоместок. Сега тука е многу нејасно. Кој ќе го контролира, кој ќе ја контролира наплатата? Нема владата да ја контролира наплатата, туку банките ќе ја контролираат наплатата, бидејќи тие го дале кредитот, нели? Сега контролата на кредитот е прилично скапа работа. Во случај некој да не плаќа, тогаш треба да се ангажираат нотари, адвокати, извршители и така натака. Тоа е скап дел од банкарското работење, а може да претпоставиме дека барем 3% можеби да имаат проблем со наплатата, така. И тогаш банките би требало да влегуваат во трошок за да обезбедат наплатата и парите да ги вратат на владата. Тоа е многу нечесно, нели? Затоа и веднаш не се решил, затоа и има преговори, се пролонгираше целиот... Да, и сега се комплицирано, сите велиме, добро, банките зарен мора да заработат. Да, но доколку тие немаат доколку банките немаат врз себе преземено врската да се грижат за наплатата на сметките, тогаш во ред, само нека се помине трансакцијата и потоа е многу лесно, нели? Но владата која не е, како да кажам, нема механизми потоа да се грижи за наплатата, бидејќи не е банка. Немаме ние државна банка или некаков облик на кој... Некое тело кое што би можело да го контролира тоа. Да, тоа го имаат само комерцијалните банки. Тогаш, и сега тука се јавува еден проблем во кој банките велат ние мораме да биме компензирани за нашите трошоци кои не се мали. Значи не сто мали трошоци вие да се грижите за некој навремено да плаќа, а ако не плаќа потоа да го обезбедите долгот. Тоа може да бидат судски процеси кои траат и со години, па наплатата, па знаеме ке нас како иде тоа, колку е тоа тешко и комплицирано и премногу скапо. Така. Во ред, благодарам многу. Верувам дека некои работи станаа појасни за нашите гледачи преку ова утринска анализа за македонските случувања, а она што следува во продолжение се меѓународните случувања, меѓународната анализа. Останете тука.